Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски дежаву во Барселона. За жал, патеката во Каталунја, која е идеална за тестирање, нуди уникатен долг правец со втор и трет сектор кои се многу технички, со многу кривини, со узгорнини и уздолнини, меѓутоа не нуди добра шанса за добра трка. Треба навистина да се случи нешто неочекувано, па да видиме драма во Барселона. Четврта победа поред за Луис Хамилтон на оваа патека. Макс Верстапен успеа да ги разбие двата Мерцедеси и да го победи Валтери Ботас во битката за второто место. Уште едно разочарување од Валтери Ботас, иако завршува трети на подиумот со најбрзиот круг во трката. Едноставно нема конкурентност во него, нема борба, видовме лош старт од Валтери Ботас и потоа со еден болид на Мерцедес кој е супериорен во однос на Red Bullот на ваква патека. Очигледно дека не е доволно за да го победи Макс Верстапен. Двата болида на Racing Point на четврто и пето место на крајот ги сменија позициите, бидејќи Серхио Перес доби казна за непочитување на сино знаме, иако од она што беше прикажано на ТВ екраните не видовме искрено дека станува збор за таков прекршок. На домашното свое Гран При Карлос Сајнц со Мекларен шести успеа да добие таа битка со Алекс Албон од Red Bull за тоа шесто место. Споменатиот Албон седми, односно Фетел се извинувам седми, па Албон, Гасли и Норис. Себастијан Фетел возач на денот и исправно е така во една тивка трка со само еден питстоп, со одлично менаџирање на плематиците, успеа да заврши на седмата позиција и да земе некој бод за себе, а и за Ферари. Веќе беше споменато дека го скрши тој рекорд, односно таа граница од 3000 поени во кариерата. Сега се он и Луис Хамилтон единствени со таков подвиг. Реков релативно класична Барселона трка, Монако на отворено би рекол. Сум запишал само 3 интересни моменти во целата трка. Тоа е дуелот Окони Кими на самиот почеток, потоа дуелот помеѓу Норис и Леклер, каде што Леклер го напаѓаше Ландо Норис одлично се бранеше некои 3 кругови, пошто дојде проблемот на Леклер и со неговото повлекување, односно проблем со менувачот или моторот, колку што разбрав во преносот. И дуелот Сајнц Албон. Сајнц на излегување од боксот беше нападнат од Алекс Албон и тука видовме дуел еден кој траеше 2 круга и потоа болидите се распределија рамномерно. Толку. За жал, уште една класична трка во Барселона, меѓутоа добрата вест е дека следната трка е големата награда на Белгија, која ќе се вози за 2 седмици. Мојата омилена трка во календарот, големата награда за СПА, трка која секогаш нуди возбудливи претекнувања, трка која знае да изненади и со многу временски неприлики, така да срдечно со нетрпение очекувам следната трка. До тогаш на каналот на Формула на македонски ќе следат неколку видеа да ја пополним оваа празнина. Следното видео на каналот ќе биде топ 5 контроверзии, топ 5 уреди кои биле најконтроверзни во Формула 1 во последниве 20 на години, па ќе идеме со малку геймплей Формула 1 2020 и ќе се дружиме постојано се до големата награда на Белгија следниот викенд. Како и секогаш ви благодарам што го следите каналот Формула 1 на македонски. Ваш коментар очекувам, ваши мислења за днешната трка и секако лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во некоја наредна прилика. Поздрав!